Поштувани пријатели, позади нас е најлошата година за Република Македонија. Година во која што власта реши да го промени името на државата, да го избрише македонскиот национален идентитет и економски да уништи државата. Погледнете дел од мојата битка против сето ова. Сметам дека е многу опасно за Република Македонија процесот да излезе надвор од рамките на Обединетите нации, затоа што доколку излезе надвор од овие рамки, Македонија ќе е таа која што ќе изгуби. Рамката во Обединетите нации е единствената која што и одговара на Република Македонија. Секоја интеграција во Европската Унија мора да е проследена со сериозни преговори, но исто така и со зачувување на она што се вика македонски национален идентитет. Иначе лично мене, ако ме прашате, јас прифаќам само Република Македонија, но тоа е мој личен став. Сега владата си ги води преговорите и одговорноста е на владата. Јас повеќе имам доверба во македонскиот народ, отколку во 61 пратеник од било која политичка партија. Затоа што се слагам со вас, пратеници може да бидат изманипулирани, но народот не може да биде изманипулиран. Јас да бев на место на Соран Заев, да ви кажам што ќе направи. Ајде, што ќе направевте? Ќе предложив закон за амнестија за сите кои што учествуваат и им простав. Планот 369 го води секторот за евроинтеграција предводен од потпредседателот на владата Бујар Осмањ. Сакам јавно да го прашам дали е вистина дека има договор со министерот за надворешни работи на Албанија Бушати да намерно се успоруваат реформите во Република Македонија со цел катастрофалното ниво на реформи на Албанија да не е толку забележително и Македонија и Албанија да можат да бидат во исти пакет во делот на евроинтеграција на Република Македонија. Значи реформа е министерот за надворешни и председателот да секој ден на работа. Океј, треба граѓаниве да знаат. Точка 2 во реформиве е избор на јавен обвинител. Значи нормална работа во државава, избор на јавен обвинител кој ќе му заврши мандат или кој ќе е разрешен е реформа. Вас ние дознавме дека шефот на ДВК, а имате двајца советници на премиерот кои што се на црна листа на... Како рековте, ќе ми одговорите после, може да добијам шанса? Имате потенцијален коалиционен партнер кој што исто така е на црна листа на САД. Ајде да сега сте за почнеме со Америка првата. или сте против Америка? Затоа не треба не чуди што Европската комисија напиша, а земјите членки во својот нон-пейпер потврдија каква катастрофална политика води владата на Заев. Во однос на договорот, јас имам набележано 17 точки кои што се спорни. Ќе почнам една по една, секаде каде што има забелешки или прашања, спремен сум да објаснам како јас се гледам. Во овој момент владата страмежливо, практично го крија договорот. Јас сум апсолутно убеден дека може да се постигне подобар договор од овој ситуација. Основна цел ни е да го одбраниме уставното име на Република Македонија. Јас мислам дека на 30 септември ќе победи македонскиот народ, а тој многу добро знае што треба прави на 30 септември. Овој договор кој што вие лошо го преведувате, кој што значи капитулација на Македонија и предавство, ние сме на различни страни и никогаш нема сме на иста страна. Дали е вистина дека амандманите се веќе подготвени и се кријат од јавност? Истите, внимавајте, не се подготвени од македонската влада, туку од грчката влада и се дадени во форма на нон-пейпер. Ние сме единствена држава во Европа која што дозволува на соседна држава да им го дефинира јазикот. Вакво понижување е незапаметено во меѓународни односи. Македонија по 30 септември мислам дека ќе покаже Македонија и себе и на светот дека е горда, дека е достоинствена и дека не прифаќа капитулантски договори. Извршниот комитет донесе заклучок со кој овој референдум го прогласи за неуспешен и заклучи дека договорот од Преспа е политички мртов и е празно слово на хартија. Централниот комитет ја потврди одлуката дека не го признава резултатот на референдумот затоа што истиот го рачуна за груб фалсификат. But the question that rises now is what is the benefit of a government that has no support of the people?
and signs an agreement that is bad and cannot be accepted by them. ВМРО-ДПМНЕ вечерва одржа историска седница на Централниот комитет на партијата. ВМРО-ДПМНЕ има силен механизам изграден во рамки на партијата, кој што секогаш успева да ја прочисти партијата. Вечерва имавме една седница на една длабока анализа, на внатрешно разјаснување и прочистување, и верувајте, од денес ништо повеќе нема да е исто, односно ВМРО-ДПМНЕ завршува со хипотеките од минатото, доживува своја катарза и продолжува напред, силно, реформирано и единствено во идејата за Македонија. Сакаме да ја честитаме новата криминална коалиција во Република Македонија, Зоран Заев, Вице Заев, Сашо Мјалков. За среќа, ВМРО има механизам да се прочисти, да се исчисти и јасно да чекори напред. Од денес ВМРО-ДПМНЕ чекори напред, свесна за предизвиците кои што доаѓаат. Имотот и средствата не ја прават една идеја, не прават едно движење, а на крај политичка партија. Тоа го прави вербата во идејата која што имате, така што сме спремни да работиме од дома и од дома да ги победиме. Од 2019 година заедно ќе се бориме и ќе успееме затоа што победата е пред нас. Ви посакувам убави празници, многу мир и благосостојба. Нека е поубава 2019 година.